Општина Карпош ја води акцијата за расчистување на хаварисаните возила на нашата територија. За жал мораме да спроведеме соодветна постапка. Во конкретниот случај имаме во Карпош 1 нотирано 51 возило, до сега се подигнати 35, денеска беа планирани уште 4 да бидат подигнати, меѓутоа двете собствениците ги тргнаат. И возила ќе видиме дали ќе ги тргнат на некоја друга локација надвор од Карпош 1 и само од едно место на друго ќе ги префулат. За уште 11 возила се водат постапки. Значи постапките се во тек. Апелирам до граѓаните, сите возила кои што не се регистрирани, кои што зафаќаат несоодветно место, или да ги регистрираат и да ги возат, или пак истите возила ние ќе мора да ги отстраниме. Постапката е таква да ги однесеме на соодветно место надвор од паркиралиштето каде што се тие, тамо да чекаме од прилика 30 на дена и потоа да видиме дали граѓаните ќе се интересира за тоа возило или пак треба да спроведеме нови постапки во кои што на крај возилото ќе оди на топење. Не би сакале да имаме никакви несакани настани, нити пак разговори со граѓаните, но мора да водат сметка дека едно возило кое со години стои на едно место, тоа практично ги оневозможува останатите граѓани да можат да го користат тој паркинг повеќе пати во текот на 21 деноноќие. Например, доаѓате со вашето возило, го оставате, вие сте дома 3 часа, излегувате, потоа се паркира друго возило, па тоа отишло, па останало друго 7 часа, па тоа си заминало. Значи, во текот на 24 часа еден паркинг го користат 3, 4, 5, па може и 10, тако пократко се паркира. И затоа ова акција ќе ја продолжиме до крај во сите делови на општина Карпош. Уште еднаш апел до сите граѓани и сите хаварисани возила што ги имаат да ги тргнат, во спротивно тоа ќе го направи локалната самоуправа. И ова е акција поздравена од останатиот дел од граѓанството на нашата општина.